Петрова и вели дали е во ред да дигам тежини и тегови на само 11 години. Петрова, не дека многу родители и многу повозрасни луѓе се плашат од тоа да децата дигаат тежини и односно да вежбаат фитнес и при тоа можеби уште повеќе па да користат суплементација, прашоци, протеински шејкови и така натаму, затоа што сме задоени со одредени сваќања и митови и стравови кои што од порано можеби ни биле пласирани дека тоа е, не знам, хемија, може да биде опасно, не знам, кревањето на тежини може да ти придонесе за да имаш намален раст и така натаму, што у принцип уопште научно не прават логика, но има нешто што прави логика, тоа е дека во секој случај не треба да се претерува и не треба да се дигаат преголеми тежини. Најдобрата формула за да знаеш дали претеруваш со тежини и како да си сигурна дека ќе си обезбедиш нормален раст е да речеме, ако за возрастен човек подразбира, не знам, вежбањето на фитнес, да се прават од одредена, не знам, од одредена вежба да се прават по 4 серии, од под некаде 8 до 12, можеби повеќе повторување, се зависи од што е целта. За луѓе кои што се дури и под 18 години, не само 11 години, се препорачува да не прават повеќе од 2 серии и не повеќе од 10 повторувања. И при тоа, кога ќе завршат со серијата или со повторувањето, не треба да чувствуваат умор, затоа што уморот и задишувањето значи дека веќе телото се напрегнало. Не е проблемот напрегнувањето, туку проблемот е што до 20-та година практично телото доживува голем раст, се развива, се регенерира, значи се менуваат коски, се случува многу брзо и доколку се преоптеретуваш со големи тежини и при тоа правиш големи повторувања, може да придонесе за повреди, за можеби одредени искривувања уште повеќе што, знаете, кога сте, особено пубертет, кога ќе се навлезе, често мислиме дека знаеме се, дека ние можеме сами, дека сме веќе возрастни, па знаеме на своја рака да носиме одлуки, знаеме да вежбаме неправилно, знаеме да не слушаме совети од покомпетентни луѓе, затоа тоа е мојот совет и се надевам дека ќе го прифатиш. Воопшто не треба да ти биде страф од физичката активност и од добра исхрана, користење суплементација, тоа воопшто не може да му донесе негативни последици на телото, но тие се некои препораки да внимаваш па и да не се преоптеретиш, затоа што се уште телото ти е во голем раст и развој.